Добро вечер, тредневник на К3. 38 полициски службеници, од кои 6 задржани на лекување, се повредени во вчерашните протести пред владата на Република Македонија. Со камења, шишиња, шипки, јајца, домати, бекатон плочки, демонстрантите удира и фрлаа по полициските службеници. По протестите, демонстрантите оштетиле 7 службени возила, а од полициската опрема оштетени се 22 штита, 5 шлемови, 1 елек, штитник за нога и 1 радиоврска. Освен тоа, нанесена е штета на фасадата на владата на Република Македонија, но демолирани се и стаклата на објектот на Радио Слободна Македонија. Министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска на пресконференција истакна дека во вчерашните насилни протести на најбрутален начин била нападната полицијата, додека граѓаните беа сведоци и на најсрамниот чин на симнување и кинење на државното знаме на Република Македонија. Во насилните протести повредени се 38 униформирани полициски службеници, од кои 6 со сериозни повреди се хоспитализирани. Од демонстрантите 30 лица биле приведени, од кои 20 биле малолетни и по распитот биле пуштени. 12 други лица кои учествувале во протестите се идентификувани и се трага по нив. Едно лице од оние што протестира е однесено во клинички центар на клиниката за токсикологија во алкохолизирана состојба, пошто е приведен во полициската станица. Протестот започнал околу 18 часот и 10 минути кога пред објектот на владата на Република Македонија се собрале група од околу 50 лица, на која набргу организирано и се придружиле други граѓани. Оштетени се 7 службени возила, а од полициската опрема оштетени се 22 штита, 5 шлемови, 1 елек, штитник за нога и 1 радиоврска. Освен тоа, нанесена е штета на фасадата на владата на Република Македонија, но демолирани се и стаклата на еден приватен медиум, објектот на Радио Слободна Македонија. Министерката апелираше до медиумите кои што поседуваат снимки од вчерашните партиски протести да ги предадат во МВР со цел полесно идентификување на насилниците. Македонскиот полициски синдикат најостро ги осуди вчерашните насилни протести пред владата на Република Македонија, во кои беа повредени над 30 македонски полицајци, од кои 8 поради тежината на повредите се хоспитализирани. Од синдикатот апелираат до организаторите на овие немили настани сериозно да размислат при организацијата и при спроведувањето на истите, поради фактот што се ангажирани лица кои што и се добро познати на полицијата и затоа се регистрирани како насилни и криминални структури. Европската унија денеска изрази жалење за повредените полицајци и демонстранти на синокешните протести пред македонската влада во Скопје и побара протестите да бидат мирни, како и политичките чинители во Република Македонија, подитно да најдат одржливо решение на политичката криза во земјата. Во консултација со надлежниот јавен обвинител во врска со вчерашните насилни протести, секторот за внатрешни работи Скопје досега изготви кривични пријави против 4 лица од Скопје на возраст од 26 до 40 години. Четворицата се товарат дека сториле кривично дело учество во толпа што ќе спречи службено лице во извршување на службени дејствија. Министерството продолжува да работи на целосно документирање на вчерашните брутални насилства, откривање на учесниците и нивно изведување пред лицето на правдата. Првоосомничениот БЈ и досега бил пријавуван од полицијата, против него се поднесени 40 кривични пријави во врска со разбойништва, тешки кражби, насилства, спречување на службено лице во вршење работи од безбедноста, убиство во обид, противправно лишување од слобода, учество во тепачка, насилство извршено во група, телесна повреда, фалсификување исправа и измами. Освен кривично, првоосомничениот 16 пати бил и прекршочно гонет со пријави за нарушување на јавниот ред и мир и согласно законот за оружје. Познат на полицијата е и третоосомничениот СП, кој со кривична пријава во 2011 бил гонет за насилство, а против него се поднесени и 32 прекршочни пријави во врска со нарушен јавен ред и мир. Останатите двајца БТ и АТ не се во полициските евиденции. Освен нив, како учесници во насилните инциденти во кои беше нападната полицијата, досега се идентификувани уште 9 други лица, од кои 7 мина од Скопје и 2 лица од Битола. Едно од овие лица и претходно е познато на полицијата, бидејќи против него во 2 наврата се поднесувани кривични пријави за недозволена трговија со наркотици. За нив се уште се утврдува евентуалната кривична или прекршочна одговорност и по извршените консултации со надлежниот јавен обвинител ќе биде процесуиран соодветен поднесок. Министерството за внатрешни работи врз основа на бројните снимки објавени во медиумите, но и снимките обезбедени од видеонадзорот, продолжува да работи на целосно документирање на вчерашните брутални насилства, откривање на учесниците и нивно изведување пред лицето на правдата. Просториите на Радио Слободна Македонија синоќа за време на насилните протести биле мета на напад. Од таму ја информираат јавноста дека овој напад е обид за уште едно заплашување и попречување на новинарската слобода. Во повеќе наврати Радио Слободна Македонија беше цел на провокации, напади и попречување на професионално извршување на работата, се вели во соопштението од медиумот. Персоналот и новинарските екипи на повеќе пати се вербално малтретирани, провоцирани и биле цел на обструкции,
со цел нарушување на основните човекови вредности и права. Вчера вечер дојде и до физички напад и кршење на просториите на Радио Слободна Македонија, во кој се нанесе материјална штета од страна на дел од протестантите пред владата на Република Македонија. Поголем дел од медиумите кои пренесуваа или феруваа креирани информации околу настаните пред владата, воопшто не го пренесува нападот врз Радио Слободна Македонија, што јасно укажува дека настанот бил планиран и координиран од страна на група која се обидува да изврши притисок врз медиуми кои се во приватна сопственост и непристрасно се занимаваат со информирање на јавноста во врска со дневно политичките настани. Радио Слободна Македонија ќе продолжи професионално и навремено да ги извршува своите работни обврски и нема да потпадне под притисоци од ваков вид. Нашата единствена цел како независен медиум е да информираме јавноста и да ја задржиме нашата професионалност, се вели во соопштението. Македонската асоциација на новинари најостро го осуди инцидентот во кој беше нападнат медиумот Радио Слободна Македонија. Одман денеска апелираа дека никој не смее да ги попречува представниците на медиумите во вршењето на својата работа, оти никој не треба да прави вакви инциденти и да демолира простории на медиуми. Асоциацијата посочува дека разликите треба да бидат предмет на дебата, разменување на мислење и идеи, но тоа да не резултира со напади и демолирање на медиуми, како и навреди, закани и насилство врз представниците на медиумите, и затоа бара надлежните најостро да ги казнат сторителите на делата. Денеска е Ѓурѓовден, празникот со кој се одбележува будењето на природата. Се слави како именден во сите куќи каде што има крстени со името Ѓоргија, Ѓоре, Ѓуро. Се чествува и како свет ден, домашна, но и селска слава во село Тромеѓа. Општина Старона Горичане синоќа со пригодна прослава, 5-та година поред одржа Ѓурѓовденски собир 2015. Соборот го организира местната заедница со цел одбележување на празникот Свети Ѓорги, заштитник на селото и патрон на истоимената црква, инаку споменик на културата од 14 век. Каква беше атмосферата таму, повеќе од прилогот што следува. Стотици луѓе од Старона Горичане и околните села дојдоа на големиот Ѓурѓовденски собор, што традиционално 5-та година поред се организира на плоштадот во селото. Присутните ги поздравија играурците кои продефилираа низ селото во автентични носи, пошто со своји изведби ја исполнија двочасовната културно-уметничка програма. Покрај домаќините од друштвото Српски вес, на плоштадот настапија играурците од Комановското друштво Карпош и гостите од Српското друштво Рудничка глава одбор. Веќе една година сум член на КУТ Српски вес, па љубовта, не знам, едноставно ме исполнува играта и музиката на фолклорот и би сакал да порачам на сите деца кои не спортуваат да дојдат да се придружат на Српски вес, бидејќи тоа е едноставно неопишливо задоволство. Прекрасно е чувството да се член на уметничко друштво. Ние веќе 2 години постоиме во културно-уметничко друштво Српски вес. Постојано имаме настапи, одиме на турнеи во Србија и во други држави. Се дружиме, ја негуваме српската традиција и фолклор и сето тоа е супер. Тоа е и наш крајни цилј, така да. Ние токму поради анимацијата на младите, особено на децата, овде од регионот го формиравме друштвото. Има голем интерес кај нив. До сега имаме над 100 деца кои членуваат во друштвото и сакаат да играат и да научат нешто повеќе за традиционалните ора. Не само ова, туку ќе организираме и други манифестации, концерти со цел да го промовираме фолклорот и традицијата. Исто така планирани се и настапи на фестивали надвор од државата. Да ово изгледа баш како што треба. Соборот, кој веќе е прочен меѓу жителите не само од Старона Горичане, туку и од Козјачкиот регион, е посебна атракција за нив. Треба да има почесто вакви настани, да се анимира младото население да остане во селата, изјавија оние кои беа дел од настанот. Може да заживее, меѓутоа треба во секој случај почесто да се случуваат вакви манифестации. Инаку сега па идната година во ова време сето тоа се заборава. Ако има млада популација, ако се организира да се врати ли тешко. Сите сакат полесен живот денеска. Во одбележувањето на големиот Ѓурѓовденски собор се вклучи локалната самоуправа, која веќе го стави во културната програма, со цел да се афирмира општината, заживее крајот и потигне развојот на туризмот. И ова е, да кажем, третиот така голем собир што се одржава. Се надевам во иднина дека ова ќе биде, значи, и се традиционално и со уште поголем квалитет. За повпечатлива слика на сред село се печеше бик тежок 300 килограми, кој на крајот беше послужен на гостите. Па цел ден на сонце, поред ватра, поред топло, има уште дел е готово, дел се пече. Инаку жителите на Старона Горичане Ѓурѓовден го празнуваат селска слава, воедно Свети Ѓорѓи е заштитник на селото, но и патрон на истоимената црква, споменик на културата изграден во 14 век.
Денеска во локалната установа Градски музеј од Крива Паланка со музички перформанс на учениците од Нижото музичко училиште при основното училиште Јоаким Крчовски започна одбележувањето на 9 мај, Денот на Европа. Пригодните активности се во организација на локалната самоуправа во соработка на ЕУ инфоцентарот и делегацијата на ЕУ во земјава. Христина Николовска. Под мотото Европа без граници, учениците од Нижото музичко училиште при основното училиште Јоаким Крчовски под менторство на Лариса Жулина Митовски и Ружа Николовска во Кривопаланичкиот музеј се представија со повеќе музички композиции. Музичкиот перформанс е во чест на Денот на Европа 9 мај, под покровителство на Општина Крива Паланка во соработка со ЕУ инфоцентарот и делегацијата на Европската унија во Република Македонија. Во соработка со инфоцентарот на делегацијата на Европската унија во Скопје, веќе назад неколку години организира чествување по повод Денот на Европа 9 мај. И оваа година, како и претходните години, се запланирани низа активности и манифестации во Општина Крива Паланка и денес е денешниот ден од кога тие настани манифестации во чест на Денот на Европа ги отпочнуваме. Тој го отпочнавме со денешниот концерт на Нижото музичко училиште при основното училиште Јоаким Крчовски од Крива Паланка под мотото Европа без граници. Младите и талентирани музичари се представија со дело од низа истакнати европски композитори, како и песни на англиски и француски јазик. Јас сум Марија Диновска и ние сме дел од училишниот оркестар, кој што го води професорката Лариса Жулина Митовски, и денеска се представивме со Ода на радоста од Бетовен, валцер од Шостаковиќ, варијации на тема од Паганини и Пинк Пантер од Хенри Манчини. Јас се викам Богдана Илиевска и денеска ние настапувавме од училишниот оркестар при Јоаким Крчовски и ние се представивме со валцер, варијации, Ода на радост и Пинк Пантер. Јас се викам Марта Арсовска, настапив со Чајковски и Бах. Јас се викам Јана Давидковска и се представив со Волшебниот стрелец и германски танц. Промоцијата на европските вредности во Крива Паланка ќе биде реализирана со низа пригодни активности од културно-уметнички карактер, на кој учество ќе земат учениците од детската градинка, двете основни училишта, како и средното училиште од градот. Главната манифестација по повод Денот на Европа ќе се одржи на 8 мај во петок со почеток од 12 часот на градскиот плоштад. Свеченоста ќе има обраќање градоначалникот на Општина Крива Паланка, господин Арсен Алексовски, како и конзулот при Чешката амбасада во Република Македонија, а тој е господинот Павел Духоњ. Европската идеја за единство, приврзаност, взаемно почитување и заеднички вредности се прославува на 9 мај, датумот кога во 1950 година Роберт Шуман го презентираше предлогот за создавање на организирана Европа. Сериозни вложувања во раноградинарското производство даваат резултати. Користење на сертифициран семенски материјал, производство под пластеник, користење на моćно ефикасниот систем капка по капка дава резултати мощне бргу. Во ова се уверил 64-годишниот производител на раноградинарски култури Светислав Цветковски од Кумановското село Режановце. Годинава се надева на производство на 10.000 садници зелка, толку корени шекерна пченка и значителна количина домати за кои веднаш наоѓа пласман. Сериозните вложувања даваат сериозни резултати. Во ова се уверил 64-годишниот Светислав Цветковски од Режановце, кој заедно со неговото семејство произведува раноградинарски култури. Сите новини кои се значајни за раноградинарското производство, пластиници, систем капка по капка, сертифициран семенски материјал, садници, сето ова е набавено и ништо не е оставено на случајност. Цветковски се надева на добра година. Сегашното производство на домати, зелка и шикерна пчинка ќе заврши наредните 50 на дена. Ние со оваа производња се занимаваме од 2013 година. Фактички од децембар почнавме да го монтираме. Значи, имавме во предвид таа година да направиме нешто вакво, замислено од наша страна.
се што замисливме и го сторивме. Дојде зимски период, направивме исто од 22.000 салати, путерка, зимска производња. Така да и со тоа сме задоволни. Производството во пластениците, како во летниот, така и во зимскиот период, е еден од најважните фактори за успешно производство. Во пластениците на Цветковски температурата достигнува и до 60 степени. Овој производител веќе може да се смета за сериозен, бидејќи вложува во производството, особено во набавка на сертифициран материјал, кој го набавува од соседна Грција. Набавува и заштитни средства, со кои ги штити корените на домати, зелка и шикарна пчинка. Користи систем капка по капка, со кој се штеди на вода, но и мощно ефикасно. Прво имаме насадено зелка на 1600 метри квадратни, некаде 10.000 зелки. Не некаде, него точно 10.000 садници. Систем капка по капка, може да снимите, да видите, се е зелено. Значи, преубаво. Многу ефикасно. Пошто директно на корен му лие капка по капка и значи прехрана ние вршиме на секое трето наводнување и прехрана. Малите садници домат се насадени во ред, по германска прецизност, без ниту тревка околу нив. Производителот користи инсекти за запрашување на цвечињата на корените домати. Од секоја цветче очекува 4 до 5 домати. На секој корен очекува до крајот на мај да пораснат 2 метри и да добие 12 цвета. После вака 15 дена доаѓа до цутење. Тие бумбари вршат улога на оплодување на цечето. Употребуваме 2 тури. Годинава потрошувачите од Куманово и Скопје ќе се сладат со 10.000 зелки и шекерна пчинка, но и доматите кои ги произведе семејството Цветковски. Цветковски уште од сега крои планови за есенското производство и додава дека вложениот труд на крај секогаш се исплаќа. Здруженијето на диабетичари Куманово во општата болница одржа предавање на тема компликации од диабетис, очни болести, катаракта, ретинопатија и други заболувања како последица на диабетисот, со цел едукација на граѓаните за превенција од настанување на очни болести. Здружение на диабетичари Куманово одржа предавање на тема компликации од диабетис, очни болести, катаракта, ретинопатија и други заболувања како последица на диабетисот. Доктор Костовска посебно нагласи дека целта на овие предавања е да се запознаат болните што повеќе со нивната болест, како подобро да се лекуваат и навреме да се откријат проблемите за добар вид. Настојуваме да дадеме совети на нашиот народ како подобро да се лекуваат, како на време да ги откријат проблемите, како на време да се јават на доктор, на очен доктор и да превземат се што може за нивното здравје и за добар вид. Таа истакна дека проблемот кај диабетичарите кај очниот притисок е тоа што пациентите не чувствуваат никакви проблеми, а предизвикува намалување на видната функција. Посебно важни се редовните контроли за да не дојде до трајно оштетување на видот. Терапијата во принцип е кај диабетичарите ласер или оперативен зафат на нашата клиника, во клиники специализирани за витроретинална хирургија или кај глаукомот исто така може да се превземе третман со капки, ласер третман и оперативен зафат. По завршување со предавањето на сите присутни членови и граѓани се изврши мерење на ниво на очниот притисок и им беше даден совет за понатамошно лекување доколку е потребно. Очниот притисок треба да се движи од 12 до 20. Не испуштам вакви едукации, вакви дружења и промена на искуство. И сега ова мерење на шеќер, мерење на притисок, на очно дно и сите тие работи. Ненормално добро, поволно и препорачливо. Овие предавања што се одржуваат релативно често се од голема корис за пациентите, односно се едуцираат и тие што не се едуцирани и се надополнува знаењето кај тие што веќе го имаат. Доктор Костовска апелира до сите граѓани еднаш годишно да прават редовни прегледи на очен доктор. Покрај крвната слика, редовните систематски прегледи и очниот преглед да спаѓа во систематскиот. Доколку годишно се испита видната функција, очниот притисок и се види очното дно, пациентот е стабилен и може нормално да функционира и да не се грижи за својот вид. Туристички агенции, хотели, туроператори од Македонија и светот ќе се представат на 5-тиот меѓународен сајм за туризам Скопје Travel Market 2015, што ќе се одржува од утре до 10 мај во Скопје.
Со цел зголемување на внатрешниот туризам и македонскиот туристички потенцијал, од утре ќе започне сајмот за туризам Скопје Travel Market, кој ќе го презентира Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, кој ќе се представи на простор од 65 метри квадратни. Во насока на подобрување на туристичката понуда, односно проширување на туристичката понуда и подобрување на условите на туризмот во Република Македонија, голем број проекти се веќе во фаза на реализација. Со цел подобрување на внатрешниот туризам ќе го поддржиме и Скопје Travel Market и оваа година. Ќе учествуваме со собствен штанд на кој свое представување ќе имаат и туристичкото стопанство, универзитетите и представници на општините. Изјави директорот на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот Кристијан Джамбазовски. Според Джамбазовски, туризмот е еден од приоритетните економски сектори на владата на Република Македонија. Покрај активности за промоцијата на Македонија во странство, агенцијата спроведува проекти за поддршка на туризмот. За годинава, според Джамбазовски, се предвидени неколку позначајни проекти, меѓу кои мапирање, означување и изработка промотивен материјал за планинарските и пешачки патеки, како и проект за велосипедски патеки, изработка промотивен материјал, мапирање и обележување на манастирскиот туризам. Делегација на армијата на Република Македонија, предводена од началникот на генералштабот на АРМ генерал подполковник Горанчо Котески, престојува во 3-дневна официјална посета на војската на Србија. На официјалната средба во Генералштабот на војската на Србија соговорниците разговарале за унапредувањето на билатералната соработка помеѓу двете армии. Генералот Котески денеска во Белград беше пречекан со високи воени почести од началникот на Генералштаб на војската на Србија генерал Љубиша Диковиќ. На официјалната средба во Генералштабот на војската на Србија соговорниците разговарале за унапредувањето на билатералната соработка помеѓу двете армии, разгледување на можностите за користење на капацитетите за образование и обука на војската на Србија и заеднички придонес на двете армии во проектите за регионалната соработка. Во обраќањето за медиумите, генералот Котески истакнал дека соработката со војската на Србија се развива во нагорна линија, нагласувајќи дека на средбата било понудено користењето на армискиот полигон Криволак и центарот за обука на пилоти. Искажувајќи го задоволството од соработката со АРМ, генералот Диковиќ нагласил дека војската на Србија ќе продолжи со придонесот во заедничките проекти, при што истакнал дека покрај поддршката на започнатите проекти за регионална соработка, војската на Србија ќе ги стави на располагање сите нејзини капацитети и стручен кадар за обука во зависност од потребите на АРМ. Афирмирајќи ја заложбата за унапредување на билатералната соработка со АРМ и војската на Србија, Диковиќ укажал на можноста од организирање на вежбовни активности на Криволак, но и школување на припадници на војската на Србија во центарот за обука на пилоти. Нови борби во Украина, убиени 5 војници, а 12 биле повредени во изминатите 24 часа во борбите со проруските бунтовници во источниот дел на земјата. Стейт департментот низ програмата Награда за правда понудил $7 милиони за информација за Абдуал Рахман Мустафи Ал Кадули, а по 5,3 милиони за останатите. Американскиот претседател Барак Обама по средбата со ирачкиот колега Масуд Барзани поддржува единствен, федерален и демократски Ирак. Свето денеска. Украинските власти соопштија дека 5 војници загинале, а 12 биле повредени во изминатите 24 часа во борбите со проруските бунтовници во источниот дел на земјата. Според нив, проруските бунтовници го прекршиле примирието повеќе од 42 пати. Во меѓувреме, бунтовниците соопштија дека биле распоредени владени тенкови и дека било испукана артилерија во изминатите 24 часа, со што е прекршено примирието. Според нив, владините сили исто така истрелале и минофрлачки гранати и ракети во источна Украина. Американскиот претседател Барак Обама и вице-претседателот Џо Бајден повторија дека САД поддржуваат единствен, федерален и демократски Ирак. Како што соопшти Белата куќа, Обама и Бајден на вчерашната средба со претседателот на Ирачки Курдистан Масуд Барзани позитивно ја оцениле кампањата на курдските војници, пешмергите кои војуваат против џихадистите од Исламска држава. Ирачки Курдистан се стреми за независност од Ирак. Според соопштението на Белата куќа, двете страни се договориле да действуваат за подобрување на односите меѓу Багдад и Ербил.
Администрацијата на американскиот председател Барак Обама понудила награда од најмалку $20 милиони за информација која би довела до 4 лидери на групата Исламска држава. Стејт департментот низ програмата Награда за правда понудил $7 милиони за информација за Абду Ал Рахмат Мустафи Ал Кадули, 5 милиони за Абу Мохамед Ал Аднани и Таркан Тајумуразовиќ Батирашвили и 3 милиони за информација за тоа каде се наоѓа Тарик Бин Ал Тахар Бин Ал Фалих Алавни Ал Харзи. Како што навидува Стејт департментот, Кадули е висок службеник на ИСИС, кој најпрво се приклучил на гранките на Ал Каеда во Ирак. Аднани е портпарол на ИСИС, Батирашвили е командант на терен во северна Сирија, а Харзи е лидер на групата на пограничниот регион меѓу Сирија и Турција, пренесуваат светските медиуми. Продолжуваат возбудувањата по добрачите. Тимот на Куманова во овие моменти му гостува на Кожув во рамките на седмото коло од Суперлигата. Кумановци водат со 75-69, а за конечниот исход од средбата во утрешните изданија на дневниците на К3. Продолжуваме со спортот. Председателот на Палермо Маурисио Дзампарини денеска даде интересна изјава за италијанските медиуми преку која се огласи за моменталната ситуација на Пауло Дибала и трансферот на нашиот Александар Трајковски во Сицилија. Додека сите очекуваат да биде решена трансфер сагата околу талентираниот аргентински фудбалер, контроверзниот Дзампарини потврди дека Палермо има договор со агентот на Трајковски за негово пристигнување на Ренцо Барбера. Македонскиот репрезентативец бележи одлични настапи во дресот на Зуте Варагем оваа сезона, па очигледно ова беше доволна препорака Дзампарини да го таргетира Трајковски како прва замена за празното место кое ќе го остави Дибала. Веќе имаме постигнато договор со агентот на Александар Трајковски, но очигледно е дека овој трансфер ќе можеме да го потврдиме по крајот на сезоната. Тој ќе биде одлично освежување во нападот за нас, потенцирал Дзампарини за Лайв Сицилија Спорт, кој во продолжение се осврнал на Дибала. Најмалку 3 екипи се заинтересирани за него, додал првиот човек на Палермо, доколку најавите на Дзампарини и официјално се оствара, Трајковски ќе стане петтиот македонски фудбалер кој ќе настапи во италијанската серија по Дарко Панчев, Горан Пандев, Стефан Ристовски и Агим Ибраими. Јувентус го победи Реал Мадрид, вечер на Мегдан, Бајер Мюнхен и Барселона. Љубителите на фудбалот ќе уживаат во магијата на најважната споредна работа на светот. Во сегментот резервиран за меѓународен спорт, минути за НБА. Реал Мадрид доживеа пораз од 2-1 на гостувањето кај Јувентус во Торино, а светските медиуми и фудбалските експерти го нападнаа Герет Бейл, кој според многумина е фудбалерот кој остави најлош впечаток на првото полуфинале во Лигата на шампионите. Велшанецот беше константно одсечен и не покажуваше голема желба да покаже нешто повеќе на теренот, а по надпреварот исклучително критичен кон Бейл беше Рој Кин, кој потенцираше дека Реал Мадрид играл со 10 играчи на овој надпревар. Ова не е прв пат Бейл да добие јавни критики оваа сезона, но сега во негов прилог не оди ниту статистиката, која вели дека тој вчера имал само 32 допира со топката. Разочарувачки е фактот кој вели дека Чичарито Ернандес имал 18 контакти со топката за 20 минути, а уште попоразителен е оној кој докажува дека голманот Икар Касилјас во повеќе наврати ја допрел топката и ги проиграл своите соиграчи 44. Вниманието на фудбалската јавност денеска ќе биде насочено кон Nou Camp, каде што ќе биде одиграно второто полуфинале од најпрестижното клубско надпреварување, Лигата на шампиони, меѓу екипите на Барселона и на Бајер Мюнхен. Легендарниот репрезентативец на Франција Лудовик Жули беше во право кога по ждрепката изјави дека ова е финале пред финале, но дуелот помеѓу европските гиганти доби уште повеќе на значење поради камбекот на Пеп Гвардиола. Шпанскиот стручњак важи за најтрофеен тренер во клубската историја на каталонскиот гигант, но по пауза од 3 години Пеп се враќа на Nou Camp како предводник на германскиот Бундеслигаш. Неговиот ривал од спротивната страна, поранешниот тимски колега Луис Енрике, доби шанса да му се реваншира на баварскиот гигант за срамната елиминација од пред 2 сезони во полуфиналната рунда во Лигата на шампиони. Не само поради подобрата форма, домакинот важи за фаворит и поради сериозниот проблем кој Гвардиола го има со здравствениот билтен на фудбалерите. Шпанецот не може да смета на услугите на Ариен Робен и на Давид Алаба, но зелено светло за настап добија Френк Рибери, Хави Мартинес и Роберт Левандовски. Неговиот колега од спротивната страна нема никаков проблем кога е во прашање здравствениот билтен, а нова спектакуларна партија се очекува од нападачкото трио Меси, Неймар и Суарес. Атланта го совлада Вашингтон со 106-90 и израмни на 1-1 во полуфиналната серија од разигрувањето за шампионската титула во НБА лигата. Pero антично на теренот мина 20 минути и забележа 8 поени и 3 скока.
Најефикасен во победничкиот тим со 22 поена беше Демар Керол, додека колегите Пол Милсап и Ал Хорфорд постигнаа по 18 поени. На спротивната страна, прв стрелец со 21 поен беше Рамон Сешенс, а Бредли Бил додаде 20 поени и 7 асистенции. Во вториот меч од синочешната програма, Мемфис како гостин славеше над Голден Стейт со 97-90 и израмни на 1-1 во серијата подобар од 7. Оваа среда е еден од пожешките забележани мајски денови низ годините наназад, јавува Метеопро. Иако нема изгледи да бидат соборени, мајските рекорди на апсолутна максимална температура на воздухот, сепак оваа среда ќе се вброи меѓу потоплите мајски денови во последните 15 години. Максималната температура во поголем дел од земјава имаше вредност околу 30 степени Целзиусови, а до Шповардарието беше во диапазонот од 33 до 35 степени Целзиусови. На повисоките места малку посвежо, но и таму максималната температура со вредности близу 30 степен Целзиусов. Ви благодарам на вниманието. Тоа беа содржините од третиот дневник на К3. Имајте пријатна вечер.